На 6 октомври во МКЦ ќе се одржи фестивалот Сонична младост. Но овој пат фестивалската вечер е во знакот на јубилеот 20 години PMG Recordings од основањето на независната продуцентска куќа. И кога ќе се спомене PMG Recordings, некако природно ти доаѓа да кажеш Мирко Попов. Во пресрет на 8-то издание на Сонична младост го поканивме Мирко Попов да ни биде гостин во студиото. Мирко, здраво. Здраво, добар ден. Благодарам на поканата. Ти благодарам што ја прифати и што дојде. На 6 октомври е фестивалот Сонична младост, меѓутоа во МКЦ, меѓутоа за околу фестивалот ќе позборуваме малку подоцна. Прво што сакам да те прашам е славите 20 години јубилеј. Како е да се биде 20 години на музичката сцена? И очекувавте ли толкова бројка кога почнувавте со PMG Recordings? Вака на прва топка, вака ќе размислам малце да ми е секако во сон, заради тоа што не можам да кажам дека ги чувствувам тие 20 години и ќе додавам уште 5-6 години предходно поради тоа што нашата работа као некоја неформална организација која крстивме PMG колектив на почеток имаше некоја визија и план да прерасне, нели, осим во екипа која прави некои журки, некои настани со кои ќе ќе подобриме културната понуда во градот пред се за себе и за луѓето кои размислуваат како нас потоа и за сите. Имавме дефинитивна визија дека сакаме да имаме и бенд, да правиме музика, да издаваме музика, а со тоа и да основаме дискографска куќа. Некаде 1998 година започна. Ке речам скромно, заради тоа што првите неколку години имавме многу поише желба него реализација, значи малку изданија, да некаде кон средината на нултите, овие zeros, години почеток на 21 век, јас сватив као да се разбудив од тогашен некој сон на лудување, поради тоа што сепак бевме млади и доста си дозволувавме да лудуваме, нели? Дека можеби малку треба посериозно да се зафатиме со оваа работа. И мислам, од 2005 наома имаме едно сериозно темпо на издаваштво. Имаме издадено 160 отприлике изданија на македонска музика. Имаме неколку изданија на некои странски бендови, странски предсе Тирана, Косово, пошто соработуваме со доста луѓе од таму. Но 98% од нашите изданија се македонски современи музичари од било каков тип музика, да пред се нас не се допаѓа и ние го поддржуваме. Тоа, за сето тоа имаме изработено и промотивни концерти, значи тие изданија се дистрибуирани, повеќето од нив се на хард копи, значи CD-а, плочи, некои од нив се и као даунлоди. Во последно време имаме се повеќе амбиции да издаваме музика на плочи. Како и да е, сето тоа помина во едно, ајде речем, прилично динамично, помалку лудо, темпо на работа, ентузијазам, љубов кон таа музика и од денешен аспект, кога ќе помислам, ми делува као некој сон, но не ме изненадува и не е дека не ги очекува. Всушност, доста цврсто знаевме однапред што треба и што ќе работиме. И јас, кога работам, кога зборам за мене лично, сум прилично детерминиран и знам што сакам да направам и една од моите карактеристики е да тоа упорно го терам и го гурам и покушавам да го дигнам на повисоко ниво и цело време тоа се случува, така да не сум изненаден, ќе бев изненаден и непријатно изненаден ако не се случеше сето ова и мислам дека сме денеска поорганизирани, подготвени, посилни од било кога. Се надевам дека ќе успееме да ја дотераме оваа приказна во следните пар децении барем. Велиш на почетоците малку повеќе лудувавме, после од 2005 година сериозно се зафативме со оваа работа. Сепак успеавте да оставите белег на музичката сцена. Тешка ли беше целата таа работа и целиот тој процес? Па искрено се надевам, мислам добро ќе бидам прескромен ако речам, дека се надевам, јасно е дека имаме оставено ова белег и намерата однапред беше да се остави белег, да се предизвика едно движење или еден одрон, една лавина на настани од едно да речеме, суптилно или повисоко естетско ниво, нешто што нема врска со овој нашиот простачки примитивен традиционализам, него исчекор напред во нешто ново, возбудливо, модерно, нешто што ќе не доведе рамо до рамо со светските вредности. А дали беше тешко или не, веројатно има две страни на тој одговор. Од една страна можам да ја зборувам онаа приказна да во Македонија како прилично заостаната примитивна конзервативна земја со што нели се соочуваме во последно време дека сме, е ужасно тешко заради тоа што луѓето гледаат на тоа како некој
фрик шоу, едноставно не ве разбираат сериозно, вие се бавите со култура, чувствителна дејност која е поддржана и од државите, а има индустрија во оние нормалните земји и се смета за достигнување во денешниот свет. Луѓето се фалат со културата која ја продуцираат организации као PMG, додека кај нас ние сме нели отпадници, наркомани, идиоти и така натаму, така да став за следбениците на тој тип на негирање, едно комплетно негирање, што е збунувачки, мислам, у нормална една ситуација, но во македонски услови јас сум подготвен за негирање, за еден деструктивен став кон нашиот тип култура, кој е многу нормален и мејнстрим во западниот и не само западниот свет. Нормално и државата комплетно игнорантски кон целата таа работа. Може би во последно време работите се менуваат, се надевам дека ќе биде тоа, ќе фати некој континуитет на тој некој попристоен однос од државата кон нас. А од друга страна, многу лесно заради тоа што јас тоа и ние тоа многу сакаме да го правиме, ние знаеме зашто тоа вреди, пред се изградуваме свет за нас или услови за подобар живот за нас лично, а потоа и за некоја група на луѓе која тоа е потребно, која не следи и која има потреба таа култура. И мислам дека и она што ние го направивме и она што го предизвикавме, а предизвикавме доста луѓе да се занимаваат со ова и да го вреднуваат тоа, денеска е јасно видливо. Овде кај нас, ако да речеме во 95-та или во 98-та не било така видливо, денеска погледнете само главниот град Скопје, погледнете таа мапа на културни настани и ќе видите дека секојдневно има некој интересен културен настан, еднаш неделно има некој фестивал, еве и нашиот фестивал е тука, што значи дека континуираме гостување, имаме наши бендови кои издаваат, ние не сме веќе единствената дискографска куќа, нити па единствената организација која прави да речеме некој настан, него ги има многу. Така да, она што ние го работиме, веќе полого време е составено дел од нашата секојдневна, па дури и мејнстрим култура. И мислам дека колку што било тешко, толку и не било тешко, всушност кога знаеш што сакаш и кога знаеш зошто го работиш тоа, па и не е толку тешко. Кои се целите, мислите, овие 20 години кои што се стремила вашата дискографска куќа? Па ето, веќе спомнав некои од целите, значи ова што го работиме да биде вообичаено, да обстанеме и да бидеме успешни, значи една од основните цели е постигната. Во другите цели барем дури ги имаме запишано на нашиот вебсайт www.pmgrecordings.com, има дури и нешто такво околу тоа зашто постоиме. И една од главните цели беше да ова рефлектирајќи врз фактот дека македонската култура баш и не е некоја историски земена култура која сериозно ги архивира своите вредности, особено од аспект на музиката, навистина збунувачки колку лошо ги архивираме нашите музички достигнувања. Моје мислење е дека македонската култура пред се обстанала поради музиката, поради нашата традиционална музика низ вековите, значи преку неа се пренесува зборот, се пренесува јазикот, значи се пренесува живата култура. Музиката е токму тоа и една од нашите најсилни атрибути како народ, како еве држава е музиката. И ние се задававме задача на себе да ја забележиме, архивираме и промовираме современата македонска музика, современиот јазик на кој што македонците денеска се изразуваат, граѓаните на Македонија се изразуваат денеска и тоа да биде едно сериозно движење и мислам дека успеавме во тоа, мислам дека PMG е препознатливо се знае. И има соработувано и се уште соработува со најголемиот број од најрелевантните, најпопуларните, најуспешните и најквалитетните македонски музичари. И нормално целта е да се ставиме себе у некој погон, на некој позитивно размислување, креативно однесување, конструктивно однесување во однос на општеството и да креираме некој добар живот за нас и да бидеме обсипани со некои квалитетни културни и музички нешта кои преку кои ќе оставиме трага или ќе кажеме кои сме. И дека сега вака зборуваш за модерната музика, упорно се обидувам да те замислам на некоја турбо фолк забава или на некој концерт од фолк пејачите. Слушаш народна музика, во кафана се опушташ на музика што е сосема поразлична од онаа што ја има еден несреќен збор народна музика. И само заради оној огромен тон на
катастрофални музичари, луѓе кои не ја разбираат народната музика, има негативни конотации народната музика. Се разбира дека слушам народна музика, ја знам на памет македонската народна музика, кога бев клинец само тоа и се слушаше на радио. Радио Скопје еден се будев саат и пол со татко ми од Севеле. Слушав музика, повеќе од половина тоа е народна музика. Ги знам на памет сите македонски народни песни и во последно време дури можам да кажам дека започнав и да творам под тоа влијание, значи поприлично се меша во моето творештво, што правам различна музика за различни проекти со кои што се работам и во последните неколку години сериозно се трудам да го инкорпорирам тој традиционален, сериозен, оригинален, автентичен македонски народен фолк звук. Нормално не звучи баш така директно како во народните песни, но мислам на тоа и работам. И сега друга е приказната со овие сите банални, вулгарни луѓе кои ја користат народната музика и јас не се интересирам за тоа, се разбира. Осим нормално сакам некој ќе се информираш. Во кафана одам, се разбира, каде што уживам во добра храна и добро друштво и ако случајно има народна музика, ја слушам или ако не ми се допаѓа се исклучувам. Имам една професионална, не знам дали е деформација, али на толку време работа со музика, нели, како диџејки, како промотери, како издавач и како композитор, пошто и многу издавам као моја музика. Имам способност да се исклучам од она што свири, така да ако не ми се допаѓа, можам да се исклучам и како да не е таму. Тогаш да оставиме народната музика на страна, се вратиме на оваа модерната и на PMG. Кои све проекти позначени имате зад себе изминативе 20 години? Па за мене што би можел да издвоиш нешто што За мене целото издаваштво, она што го издавам, што го работиме, е значајно. И не би сакал нешто посебно да одвојувам, али еве ако треба по некој параметар да одвојам, пред се ќе одвојам она што како што беше сон мој да издавам и намера да издавам македонска музика, уште поголем или главен сон. За мене беше јас да правам и да создавам некоја моја музика. И со тоа што успеав да создам и тоа разна музика, значи и со PMG колектив, мојот основен бенд и со Кантон 6 некој бенд кај што реализираме по електронска варијанта, работам доста со Сетстат, кој е джез бенд и тука имам комплетно поле на некоја тотално другачија креација и работам со други разни музичари и композитори од секако, така да тоа ми е она као многу значајно што успеав ја да се реализирам као композитор и као некој што сака да каже нешто. Особено ми е драго што работам со некој од најрелевантните музичари македонски во денешницата, например Александар Пејовски, кој е нашиот водечки композитор на современа класична музика. Ево во моментот издаваме плоча, значи на винил нека селекција од неговата музика. Имавме супер успеси од времето на така наречениот Нови Бран, некаде од средината кон крајот на минатата деценија на овој век. Нов Бран кој донесе некој навистина нови ветрови и една генерација на македонски музичари дојде до израз. Луѓе како Бей да Фиш, Бернес Пропаганда, The John и така натаму, сигурно не споминјам уште некои битни. Тоа беше навистина на златно доба за некоја оваква модерна македонска алтернативна музика. Стварно не знам. Имам многу работи кои би ги кажал, ова е навистина. Ајде речеме доволно. Тогаш да се задржиме малку на фестивалот кој што е на 6 октомври во МКЦ. Кој све ќе настапи на фестивалската вечер во пресрет на вашиот јубилеј? Не сум ја некој голем љубител на јубилеи и кога бев малку помлад си викав, вау, јубилеј, ужас. И сега веќе не сме така млади, не? Добро, да. И факт е дека годините поминаа и се работи за децении и кога си малку повозрасен почнуваш да сваќаш дека тие работи се битни и да сваќаш зашто се битни, заради особено во некоја средина као нашата, да се издржи со оваков тип култура дугачка е битно. Дури тебе да не ти е толку јасно, пошто мене не ми е сосема јасно, реков како во сон ми е малку. Има луѓе од страна кои ти даваат до знаење дека ова не е така шала и онда станува јасно дека ти мораш да го одбележиш на некој начин. Ние правиме сам PMG Recordings фестивалот не е годишен фестивал. Во последниве години, душе секоја година го имаме. Ова е 8 издание. Би можело да имаме повеќе, али некако никогаш не брзаме туку така да направиме фестивал, пошто не е онаков фестивал од оние огромни комерцијални фестивали во кои што ние гледаме да имаме 20.000 луѓе и да бидеме најпопуларни. Тоа е некој low profile фестивал кој обично сака да ја представи најкурентната, актуелна издавачка форма
на дискографската куќа. Сега овој фестивал е юбилеен и решивме да додадеме неколку имиња од надвор, пред се имиња кои ги одбележиле сите оние години на не само фестивалски на PMG, него и на работа на PMG Recordings. Тери Френсис ни е гостин од Англија, тој настапи на еден од најголемите PMG фестивали во 99 година, организиран исто на истото место во МКЦ, и онда еден од најредовните гости, не само наши, него уопште скопски, значи дисџокеи кои многу ретко дисџокеите да се враќаат во еден град, тоа е комплетен успех за дисџокеот пред се. Значи создале комуникација со публиката во градот, од тој аспект, ради таа причина го каниме него. Имаме уште еден дисџокеј белградски кој е буквално наш дом во Белград, ние сме во него дом во Скопје, Лала, еден пионер на нивната сцена. Поканивме, тргнав од странските, поради тоа што странските се невообичаеноста на нашиот фестивал. Еден бенд кој во последно време многу ни се допаѓа и мислиме дека треба скопската публика да го чуе, загребски бенд, се вика Свемирко, и тоа ќе биде мислам ќе биде откровение на фестивалот. Тие до сега не настапиле и остатокот се све луѓе или бендови кои се курентниот кроп, што би рекле англизите на PMG Recordings, значи се стаат се таму како повозрасен бенд PMG колектив, како бендот од јадрото на дискографската куќа. Има некои нови бендови, има некои дисџокеи и луѓе електронски кои не се да не ги набројувам сите сега. Се работи за 15 бенда, има 15 артисти и има еден бенд кој е многу интересен, се вика Дупер, и мислам дека нивната песна "Не сум твој тип" е хитот на годината овде во Скопје и во Македонија. Они имаат само една песна за сега и ова ќе им биде прв настап воопшто во живо. И ме ужасно ми се допаѓаат клиниците колку се позитивни. Они се деца од 20-21 години и ги поканив да настапат на PMG Recordings фестивал. Тие не ни издаваат за PMG Recordings, али мислам дека ќе биде супер настан, супер дупер настан да ги видиме, заради тоа што мислам дека нема кој не ја кликнал таа песна. Оваа година во Скопје и во Македонија имаат пола милион кликови на YouTube за 3-4 месеца, што е фасцинантна бројка. Колку посетители отприлика очекувате на фестивалот? Па фестивалот се поклопува со Бела ноќ. МКЦ е организатор на Бела ноќ и решивме дека ова е јубилеј, нашиот настан е згоден да го инсталираме токму на 3 подиума за Бела ноќ во МКЦ. Значи имаме 2 електронски, еден подиум со бендови, влезот е бесплатен. Тоа ми беше особено битно заради тоа што би сакал да бидеме отворени за оваа прилика. Ова е прв пат PMG Recordings фестивал да е бесплатен, така да барем 3000 луѓе ќе се прошетаат таа вечер. Тоа не е мала бројка. Јас мислам дека имаме супер понуда, имаме јубилеј, имаме Бела ноќ, имаме бесплатен влез, мислам дека е 3000 минимумот кој ќе прошета. Имаме навистина супер понуда и од музички аспект разноврсна и од генерацијски аспект измешана и разноврсна. Нас не е многу значено, особено да обединиме повеќе генерации, заради тоа што не ја гледаме културата и нашата културна и музичка понуда, не ја гледаме херметично за одредена публика, за одредена елита, него ја гледаме кроз генерацијски, кроз секако, и се надам дека ќе го привлечеме вниманието на разни видови луѓе да се сретнат, да уживаат во квалитетна музика, да разговараат, да се запознаат, можеби да создадеме услови за комуникација со помладите генерации во следните години или децении, се надам, заради тоа што не би сакале културата која нудиме да ја задржиме за одреден круг на луѓе. Поддршката од фестивалот ја добивте од Златен даб. Од каде соработката со нив? Па ова Футура која работи промоција за Златен даб, луѓето кои работат во Футура се некои од културно најизверзираните и културолошки најобразованите луѓе кои работат во тој бизнис во нашиот град, и они добро ја познаваат културната номенклатура во градот. Добивме понуда од нив, тоест не праша што работиме, ја им кажав што работиме оваа година, и они сметаат дека овој фестивал е многу згодна прилика за да најдеме некој заеднички јазик за ние за промоција на нашата култура, тие за промоција
на брендовите кои ги промовираат. Ова нормално овој фестивал е поддржан и од МКЦ, што значи и од градот, од државата, и сето тоа заедно ни дозволи да понудиме една супер програма, да бидеме бесплатни на влез и да апелираме на едно што е можно поголема публика, па се надевам дека на крајот на приказната сите ќе излеземе задоволни и среќни од оваа приказна, начин на кој што ова е супер начин на кој што треба да бидат промовирани вистинските културни автентични вредности кои се создаваат во нашата земја. Мислам дека прикажуваме еден модел кој ќе функционира и кој функционира. Тоа сакав да те прашам сосема за крај, кои се придонесите и на фестивалот и на BMG во македонската современа музика? Па погледнете, ако мораме да се согласиме дека една примитивна шунд култура е мејнстрим и доминира со така наречениот културен простор кај нас, телевизија, радија, и дека најголемиот дел од публиката, па и младата публика е индоктринирана од тој начин на пласирање на една простачка култура која всушност е спонзорирана главно од највисоките инстанции на нашата држава и долго беше пласирана од највисоките инстанции. Да се надеваме дека сега тоа се менува полека. Ова е еден обид и има не единствен за среќа, обид да една поквалитетна и тоа автентична наша македонска култура да биде промовирана на еден видлив начин наоколу и да привлече една што е можно поголема маса на луѓе кои ќе се информираат и ќе се индоктринираат во правец на тоа дека можат да бидат среќни, весели и да бидат некој популарен настан од малку посериозен културен габарит и квалитет. И мислам дека толку тоа е поентата на PMG Recordings, токму тоа е поентата на сите овие соработки и со комерцијални спонзори и со некои државни елементи кои се заинтересирани да побуткаат поквалитетна култура и ако успееме да го привлечеме вниманието на пошироката публика, токму тоа е суштината, значи да изградиме една малку по-квалитетна средина во која ќе живееме ние и ќе растат нашите деца, заради тоа што квалитетната средина го дига нивото на културата, а потоа и го дига нивото на живењето и на, да речеме, политичките процеси. Едноставно, кога има луѓе со поголеми културни потреби, луѓето на власт мораат да рачунаат да ги есапат малце посериозно работите и ќе мораат и не дадат малку посериозна политичка понуда. Се е поврзано и мораме да го подигнеме квалитетот на живење кај нас. Мирко, јас ти благодарам што беше гостин во студиото. Сум сигурна дека на 6 октомври ќе имате топ журка, па и се надевам дека ќе се видиме и за некој друг јубилеј. Да не остареме пребрзо, ама 25 години јубилеј не е така далеко. Да. Јас благодарам на интересот. Мене навистина многу ми значи кога некој од медиите има интерес за оваа наша култура и јас можам да ви гарантирам дека ако сме живи и здрави, ние ќе останеме и ќе продуцираме и понатаму од оваа наша култура, а со задоволство ќе дојдеме секогаш да разговараме со вас. Благодарам што